Драган Амповски од Кочани пред камерата на Канал 8 со солзи во очите зборуваше дека крајно време е да се преземат мерки за справување со проблемот кучиња скитници во Кочани. Еднаш во кругот на болницата, втор пат кај автобуската станица, едно исто куче го каснува два пати на различни делови од телото. Опама кучето, барнес, вазе обрне кучето. Таму да живее ти полиција таму. Таму обрне и обрнеме појави полицијата, че иди до брза помош. Марта нема си, не работи. Не работи, иди до брза помош. Помазаме, после врнаше полицијата и помазаме. Појдо па на автобусот горе на да се чежат. Да се чежат. А туто паме реши. После да решиме барнесе два се обрне. И не само овој човек настрадал од каснување. Истото куче има каснато досега 12 лица, од кои 8 во последните 2 недели. Центарот за јавно здравје досега повеќе пати реагирал до релевантните институции за кучињата скитници, но не е преземено ништо. Проблемот со кучињата скитници е покомплексен, поопширен, меѓутоа конкретно се работи за случај со едно куче скитник кое во текот на минатите 2-3 недели има каснато 8 лица. 2 жени и 6 мажи се каснати, нападнати и каснати од исто куче скитник. По описот на луѓето, локацијата, сите се нападнати на слична локација, а тоа е покрај пругата близу училиштето Никола Карев, основното училиште Никола Карев и на автобуска станица. Сметам дека ова исто куче има нападнато, реков, спрема описот, спрема начинот на кој ги напаѓа луѓето, претходно во рок од 1 година има нападнато и каснато дури 12 лица, тоа е крај на 2014 и во текот на 2015. И самите пациенти кои се изложени прво на физичка повреда, на психолошки стрес, накнадно се изложени на трошоци и непотребни малтретирања, истите се јавуваат на итна помош, одат на хирургија, на инфективно, доаѓаат кај нас на епидемиологија, се упатувани до Штип за антирабична заштита, бидејќи се работи за непознато куче кое не знаеме дали е вакцинирано или не. И покрај тоа, за овој проблем се известени сите релевантни фактори што праќани се дописи, известувања, барања, па и молби, да речем, и до општина Кочани, до ветеринарен инспектор, до Центарот за управување за кризи, до водовод, КЈП водовод, за ова знае и полицијата, меѓутоа проблемот со ова куче скитник се уште не е решен. Затоа сметам, апелирам до сите надлежни инстанции, до сите одговорни лица, овој проблем подитно да биде решен, бидејќи е недопустиво во 21 век во една цивилизирана средина да се случуваат вакви нешта. Доктор Карамфилова додаде дека цела среќа во несреќата е што кучето не боледува од беснило, отиво спротивно ќе имало и појава на оваа опасна заразна болест. Канал 8 разговараше со одговорните во комуналното јавно предпријатие Водовод, кои заедно со екипи од ветеринарниот центар Тодор Велков од Куманово не информираа дека дури денеска е фатено кучето, и тоа со асистенција од полицијата, од причина што собственикот досега го криел и не го давал. КЈП Водовод во соработка со ветеринарниот центар од Куманово редовно врши акции на заловување кучиња скитници, па во текот на последната акција која е извршена денеска, заедно со споменатото куче се заловени уште 10 кучиња скитници.